Здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Беше ова пролет 2002-2003 негдека, ние млади зелени у своји најубави години. Ја негде 17 години тоаш да имав, значи не полнолетен, залуден од риболовот, од авантурите, а можности никакви, ни коли, ни авиони, камиони, опреми, но желба, ентузијазам како никогаш потоа ја имавме баш во овој период, во оваа доба. Средна школа, некое време ова вајда било викенд, кога сме слободни од обврски секојдневни, решаваме со ова дуо трио мое до денеска кои сме останати во контакт другари да идеме на Велешко. Сме чуле таму јадат големи риби, па ние како големи мали рибари да се пробаме и нешто да уловиме. Ова све што е сликано, доловено и за спомен бесценет останато е со еден апарат кој го имавме на среќа. Тогаш сестрата на едниот од овие дојде од странство, мислам од Англија, и го донесе од оние кои беа за една употреба, сликаш и фрлаш меѓу првите дигитални, и за нас тоа беше нешто, прилика каква никогаш сме немале до претходно, да по увековечиме една авантура и ја заробиме во фотографија, која еве ден денеска ја претвараме во репортажа и на јавноста презентираме како тој наш ден се одвиваше. А све ова испровоциран и инспириран од предмалку објавата во Facebook групата за риболов Аки рибари рибарите, каде ги објавив оние слики на лудничави, каде стојам на тоа тесно патче на браната, каде не се знае секој момент кога тлото може да се одрони, да оде Аки у бестрага. Па викам, ајде да ја раскажам и цела како беше приказка, да се договараме са бајлето у Мало, уште у Темница се наоѓаме, такси фаќаме, до Железничка се транспортираме, таму воз влегуваме, у Велес се симнуваме, фаќаме такси у Велес, до Велешко не носи, не остави и за назад неаме опција, ќе му ја мислиме за тоа потоа. Денот минува како што минува, кај браната нешто фаќаме, се глупираме, се смееме, се забавуваме, класика детски, тинејџерски, оние времења кога све ни е авантура, све ни е неистражено, све ни е нешто вау и недостижно, сакаме да го окусиме, да го испробаме, по цена и глава да даваме, но не се повлекуваме. Тоа беше еден поглед од браната горе, кога ќе погледневме од страната на позади од езерото, доле во таа некоја вода собрана, се гледаше како сом огромен да има некој кој скапува, и затоа и појдов овдека за да имам подобар поглед и да го сликам некако тој сом огромен, водени од сети оние приказки дека се фаќани грдоси по 3 метра сомови, но испадна дека тоа било тракторска гума, закопана до пола во тиње, во муљи, даваше таква илузија дека е некој си сом надуен со стомакот огромен и таму стојал фрлен, да ние го гледаме и на него се восхитуваме, халуцинираме и уствари све тоа у наша глава го фантазираме. До негде ручек време низ досади на брана, сунчици и караши да пегламе, решивме лека полека патот да го фаќаме, пошто единствена опција ни беше пешки да се враќаме накај Велес градот или аутостоп, можеби ако некој не качи, тројцата со фул опрема. До негде веќе половина и повеќе езеро го изодевме, гледаме на едно место групирани чамци, не ни се иде назад, не држи уште тој адреналин рибарски, ај викаме ќе влеземе у некој од чамцина, да си пробаме среќата у подлабоко да зафрлиме. Така од чамец у чамец, едниот чамец се одврзи и мене веќе почна да ме носи кон дубина. Како носев секојаш по неколку трски, едната ми беше за дубинско, ја зафрлив кон другариве на брег на обала, ме фатија
и влечев, мотав они на кај нив, ја на кај мене и некако се споивме, ме вратија назад и тука падна таа луда идеја да влагаме тројцата у чамецот и да го крадеме индиректно и да се возиме по езерото, да пробаме усред езеро да фаќаме риба. Значи, лудаци собрани тројца, да заедно ни се собере коефициент на мозок, немаме колку собна температура. Значи, една цифра на интелигенција под завидно ниво, малумно, но што е тоа е, затоа сме нели рибари будали. Они неќа ги убедив некако држ не дај, весла немавме, среќа некои 2 даски унутра се најдоа и држ не дај ваму таму, задува некој ветар силен, не фати веќе паника, а паника е заразна работа. Едниот од екипа почна да крева тензија дека чамецот е дупнати, пропушта вода, дека се полни све повеќе дното, коритото од чамецот и дека ќе потонеме, ќе се удавиме, готови сме, крајот ни се гледа, тука останавме. Весламе со даските, нешто пафтаме, правиме, капираме дека у круг се вртиме, никаде не ја тераме, се преморивме, се прегоревме, фрлив и даска и све, легнав на клупата од кајчето, све у вис кренав, викам нека иде све у бестрага, што сака нека биде, гајле ми е, јас се предавам, терам, уживам. Видео и овие дека натаму иде работата, нема многу што да се превзема, дали ќе се напуниме со вода или не мокни сме да делуваме, ниту па да контролираме ситуација. Све у вис кренавме, кулираме, уживаме, малце по малце, цапе цупе, чамецот не врати, тачно брановите не донесоа, од кај што и тргнавме на сама брана. А таму веќе ги запознавме рибарите со кои пола ден го минавме, предходно се разделивме со полјубци, со поздрави, не баре у војска идеме у војна да гинеме, кога ета по неколку часа им се враќаме со чамец, насмејани до уши, пак здраво колеги, бистро, ние еве сме назад, се газиме од смеење, тие гледаат, не им се верува што гледаат, пак оставаме чамецот тука, го укотвуваме, го врзуваме, пак се поздравуваме и сега сериозно пешкито го фаќаме, веќе денот ни одминува, нема зафркавање. Иди, крај нема, дури езерова само го одминеме, па више душа изгинавме се, исцрпивме, а кај тек Велес градов да го стигнеме. Плюс што у тоа време нит поима немаме како сме стигнале до Велешко, нит кај градов, како по кој пат треба да идеме, по пат нешто стопираме, прашуваме се, цимаме се, трзаме, се прегоруваме, памтам стигнавме до еден мост на Вардар, банкината цела беше струшена, викам ајде да фрлиме некоја рука, доле убав вир длабок, кога проаѓаат луѓе ни викаат бегајте од тука, вика, вчера слета, вика, цела Сканија, вика, под вас има доле, вика, возел чаеви тој некои со пакети, разбрав, памтам до денеска бил напунет и вика, заспал на возење, излетал од мостот, вика, доле е огромна дубина, под вас е цела Сканија, вика, потоната се чека да се доаѓа апаратура, машинерија, служба, влечнали, какви да е тешка некоја, кранови, шлепери, камиони, авиони, да го закачат, да го вадат надвор, да го влечат. Среќа искочил тој шоферот, не погинал, но вика долу останат, потонат, вика цела Сканија. И продуживме дале, пак држ не дај ваму таму, некако стигнавме до Велес, па воз нам немавме уште едно 3 сати, требаше да го вееме, да мисери дремеме на станица. Секоја минута беше како саат, секој саат како година, врие крвту у нас живците, се смееме, не ни се верува каков ден протеравме, накратко на широко, тоа се одвиваше оваа наша приказка, за која и не начепнав, ја објавив во групата, сега еве на раскажано у 10 минутно, пробав да некако и компресирам и ја доловам оваа наша луда и незаборавна, што воедно и овие мои дуо, трио, двајца ортаци ги поздравувам, сите вас ве
бистро посакувам и до некоја следна од ваш најверен рибар, Аки Рибар, ви посакува секое добро и на вода се гледаме. Чао, чао.